А сега е време да го напуштиме малку студиото и да појдеме на едно интересно место кое што мислам дека треба подитно да се посети, а тоа е Коњички клуб. Ивана ни е таму. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, до тебе. Убаво место си одбрала. Да, дефинитивно вистинско уживање имаме, Искра, ова утро, па ќе се потрудиме, нели, она што го почувствуваме тука, да ја доловиме сликата, нели, преку камерата, за да имаат можности гледачите да поуживаат, но секако и сите оние кои што имаат простор и време да дојдат и да го посетат Коњичкиот клуб, кој што се наоѓа во селото Волково. Постои од 2018 година Коњичкиот клуб Бравадос, но веќе една година е, нели, на оваа локација во на селото Волково, каде што ние се наоѓаме ова утро. Затоа што нуди Коњичкиот клуб и секако кои се содржините, ова утро ќе разговараме со Цеце Ѓоргиев, кој што е долгогодишен тренер по јавање на Цеце, ќе ти посакам добро и убаво утро пред се. Благодарам и ве што одвоивте време, нели, за екипата на Алфа телевизија да ја доловиме, нели, атмосферата и сликата за она што се случува и тука и вие што правите низ годиниве. Добро утро и од нас како Коњички клуб, а и од мене. Ја поздравам целата ваша публика и многу сум ви благодарна што сте денес наши гости, ни е чест и задоволство, особено да пренесеме оваа наша атмосфера јавачка директно на малите екрани, тоа во живо, да уживаат и вашите гледачи. Што нуди, Цеце, Коњичкиот клуб Бравадос? Коњичкиот клуб Бравадос, како што спомна и пред малце, постои од 2018 година. Располагаме со 16 грла. Повеќето од нив се собственост на Коњичкиот клуб. Дел од грлата се приватни на љубители на овој спорт и на коњите. Како клуб нудиме рекреативно јавање, нудиме спортско јавање, имаме пансиони за коњи, секој оној што може и сака и е љубител да има собствено грло, може да го чува тука кај нас, тоа е еден вид како хотел, ајде да речам за миленици, што не може да се чуваат дома. Шталата ни е и терените ни се по сите ФЕИ стандарди. Школа за јавање како за помладата генерација за деца, така и за повозрастните, бидејќи јавањето е еден така спорт каде што годините не се важни и може да се започне и со, нели да речем, од 20 нагоре. Од 7 до 77 се сите добродојдени. Каков е интересот за јавање коња кај нас во земјава? Јас веќе постојам во овој спорт 12-13 години, своевремено имав и собствено грло. Од изминатава година во Коњички клуб Бравадос работам како менаџер и тренер. Порано некако имаше помал одзив, меѓутоа со годините, со помош на медиумите, социјалните мрежи и слично, малку е зголемена побарувачката, се повеќе се јавуваат луѓе, прашуваат, некои од нив доаѓаат чисто еднаш само да пробат да видат какво е тоа искуство, да се биде блиску до конј, некој прв пат се сретнуваат, некој претходно негде јавале. Океј, се трудиме ние како клуб, се трудиме да го донесеме спортот на едно поинакво, повисоко ниво. Каква е навика тебе? Колку сакаат луѓето да дојдат да се изрелаксираат едно поплан или едно утро за време на викендот, чисто рекреативно да дојдат и да јаваат конј? Каква е навиката кај нас? Па не е нешто на завидно ниво, меѓутоа имаме доста посетители, како ново отворена нова локација клуб, сме доста атрактивни, бидејќи пошироко на Балканот ретко дека постои ваков амбиент и ваков клуб. И ни е многу драго што сме, да не речем,
први во Македонија со толку преубава штала, навистина шталата ни е многу убава, имаме хала, каде што времето, нели зимно време немаме услови да тренираме надвор, тренираме во хала, имаме плюс помошен терен, овој терен овде ни е главниот, тука се одвиваат генерално тренинзите, па и прошетките на коњи, на љубителите кога доаѓаат. Наскоро ќе имаме и отварање на ланч бар, ресторан, така во помодерен стил. Меѓутоа, публиката, односно љубителите на овој спорт ќе бидат благовремено известени за тоа кога ќе биде отварањето. Да, ние пред да се вклучиме, нели, прошитавме низ шталата каде што се сместени сите коњи, односно во пансионот, нели, овде може гледачите да забележат 3 од нив, но кои се најатрактивните, кои се најбарани коњи? Тешко прашање, морам да признам, вака, значи за некој што јава подолго време и сака да прескокнува пречки, се барат нели коњи спремни за тоа, обучени добро за тоа. Обично коњите ги купуваме некаде во странство низ Европа. А за школа за јавање имаме малку повозрасни коњи, посмирени коњи во карактер, бидејќи е многу битна безбедноста на нашите јавачи, особено на децата, бидејќи ако се почувствува од почетокот страв, потоа е многу тешко од дете да се разубеди да продолжи да доаѓа, доколку односно кај возрастните малце поразлично, нели секогаш постои страв, меѓутоа како возрастни личности одлучуваме дали сакаме или не кеме. Меѓутоа имаме ние доста убави спремни спортски грла, каде што настапуваат и на државни надпреварувања и на меѓународни надвор од Македонија. Да, вие сте тренери за деца, нели, каков интересот е кај децата и од која возраст може да почнат да тренираат или па и рекреативно, нели, да јаваат кој? Па искрено да ви кажам, имам повеќе возрастни него деца, меѓутоа ми е драго што и тие возрастни прв пат со мене почувствувале што е да се седне на коњ, да се јава коњ, да се исчетка коњ, да се каска, да се галопира и слично. Кога сме кај децата, возраста 7 години е одлична возраст да се почне со школата за јавање. Меѓутоа може и малце порана возраст. Чисто 15 минути имаме и такви опции, 15 минути пола сат, а обично тренингот трае 45 минути, меѓутоа за помали деца 45 минути е предолго седење на коњ и генерално станува досадно и на јавачот, односно на детето и на коњот, мислам. Затоа имаме така некои скратени термини. Тука ми доаѓаат и деца од 4 години, од 3 години, од 5 години. Секогаш се со придружба од двајца тренери, односно јас или мојот колега го води коњот, а еден од нас го држи и детето. Така, како еве сакате во иднина да се развива конјичкиот клуб, односно која е вашата мисија и визија за во иднина? Исто пак тешко прашање. Вака како јас, како јавач, како љубител на коњите, па и на спортот, ќе кажам дека ни една минута потрошена овде не е залудна. Не знам, јас од секогаш сум ја имала таа пасија од мали нозе, па подоцна имав среќа и како нели повозрасна да имам и свое грло. Само човек што не дошол, не почувствувал, не пробал, не видел, не може да знае. Мислам, тоа се толку прекрасни суштества, битја, што едноставно колку и да нели ни е лош денот и слично ни го разубавуваат, секогаш носат некоја позитивна енергија кај човекот. Во иднина, кои ни се плановите? Во иднина се плановите
прво, нели, да имаме што повеќе посетители, односно јавачи, да направиме нови јавачи кои утре ќе не наследат, нели, нас, како што јас сум наследила некого, што нели тоа многу убаво, многу благодарна работа, исто како учителите од школа, нели, ни изведуваат на прав пат, така и ова исто. Да се купуваат што повеќе грла, да имаме што повеќе коњи, да може така барем малце да се доближиме до останатите држави од Балканот. Да, неизбежно е да ве прашам, од мали нозе сте, нели, односно ви се родила жилбата и љубовта кон коњите, каква е таа пасија, еве, како решивте, односно како ви одлучивте дека ќе бидете тренер? Тренер. Не одлучив да бидам тренер. Љупка ми е долгогодишна другарка, ние и предходно заедно бевме во друг клуб пред да се, нели, роди Бравадос, да не речам како клуб. Ми понуди да бидам менаџер, да бидам тренер, да водам школа јавање. Драго прифатив, бидејќи понекогаш убаво е чувството да се пренесува знаењето и на други личности. И ми е многу драго што имам доста солидни ученици. Никогаш не замислов дека ќе бидам тренер наискрено по јавање. Секогаш сум знаела дека ајде еден ден ќе јавам, ќе бидам јавач и слично, и таа желба ми се исполнила. Како што кажав, си имав и свое грло. Меѓутоа сега сум некако и уште посрекна, бидејќи моето знаење го пренесувам и на други. Еве Андреј е исто мој ученик, он многу добро напредува. Ми е драго, он е скоро секој ден тука и јава, е многу упорен. Исто и успешноста во овој спорт зависи од тоа колку сме упорни, колку сакаме да постигнеме резултати и слично. Апсолутно, како и во сцен или во животот, се што правиме без упорност, нели, нема успех. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време. Верувам дека повторно во некоја наредна прилика ќе дојдеме и ќе имаме можност да ја пренесеме сликата и со останатите коњи кои што се овде во Конјичкиот клуб Бравадос. Ви благодарам многу уште еднаш. Секогаш сте добре дојдени. Велете кога сакате, за отварањето ќе се слушнеме дополнително, па може да имаме и некој пренос од следно надпреварување овде. Да, ви благодарам. Цеце, еве искар ќе ве поздравиме тука со оваа преубава гледка. Верувам дека уживавте и вие, како и сите наши гледачи, вака утрински, нели, да видиме еве како изгледа едно така рекреативно, нели, јавање на конј во пораните утрински часови.